Заминувајќи за подобар економски живот, нашиот човек се разделувал од семејството и родната земја. Како замена за тоа, оттаму покрај парични средства носил и облека. Токму на оваа тема туѓината, јадот и сјајот на душата. Денес во Националната установа Музеј на Тетовски крај во Тетово се одржа ревија на костими од 70-тите години на 20-тиот век, донесени од печалбарите од Америка, и изложба на разни плетени и везени ракотворби изработени од македонската жена. Идејната цел на ревијата е да послужи како потсетување и искуство за младите генерации, за придобивките и загубите од печалбарството. Појавата на печалбарството како процес е многу дамнешен, уште од времето на, да речеме, на патот на свилата, патот на боите и патот на зачините, кој процес и ден денес трае и го сипува нашиот народ и го разнебетисува нашиот национален идентитет. Во почетокот тоа биле трговски или работнички патувања кои траеле од неколку месеци до неколку години. Патувањата најчесто биле во градовите Софија, Белград, Солун, Влашко, Цариград, па дури и до Ерусалим и далечните источни земји, Кина и Индија. Оваа ревија всушност идејно беше замислена како потсетник на тоа време, кога јадот, болката, тагата, носталгијата, изгубената младост, неостварената љубов и недостигот на топлиот дом и татковината ги ублажуваат печалбарите со носење, со сјајот, со носење на пари и на убава облека. Значи сјајот на парите и убавата облека. Големиот географ, етнограф, а пред се патеписец Јован Цвик ќе рече во една: печалбарите најчесто во Белград се занимавале со бозаџиство, алваџиство, фурнаџиство, зидарство и други занаети кои во тој период се работеле. Дури и ќе рече дека во почетокот на 20-тиот век сите цепачи на дрва во Белград биле албанци од Тетово. Значи печалбарите од Тетовско биле насекаде во Балканот, во западноевропските земји и прекоаќанските земји Австралија, Канада и Америка. Денешната ревија има можност да ја погледнат ученици и наставници од основните училишта во Тетово. Учениците од основното училиште Андреја Савески Ќиќиш како модели продефилираа пред присутните, пошто беше прочитана и поезија за печалбарството и тагата по родната земја. Тога за југ, моралски крилја, както си метнал, и в наши страни да си прелетнат. На наши места ја да си идам, да видам Стамбул, Кукуш да видам дали сонцето и таму мрачно угревјат, како и вама. Ако пак мрачно сонцето свети на пат далечни, ја ќе се стегнам и в други страни ќе си побегнам. Каде сонцето светло угревјат, каде небото звезди погревјат. Овде е мрачно и мрачно обвива, и темна мъгла земја покрива, мразо и снегој, и пепелници, силни ветричја и ливници, околу мъгли и мразо и земни, а в грди студој и мисли темни.